И ќе продолжам таму каде што заврши. Со брата Рој може би си замина, ама битно Тунте го пречека. Го пречека, го слета, значи директ од платформа, ова што беше тиранскава платформа. Тука слета авионо, го пречека со брата Рој, го прошета по црвениот тепих што го послаја во Кавадарци и во Неготино, во кој што се шета Заев и министерот за земјоделие, да види колку е убава Македонија. И сега да се вратиме во реалноста. Додека зборуваше колегата, ќе му прочитам една порака која што после ќе му ја препратам. Диме, ми се јавуваат земјоделци, сте имале дискусија за субвенции. Јас не гледам, ама од реакциите кажи му дека цела Пелагонија и сите сточари субвенции за млеко немаат земено за 2017 година. Не знам дали е точно, ама мислам дека е добро да апелираме, ако е вака, да се реши проблемот. Уште еднаш ќе повторам. Не знам, сакам да му верувам на луѓето, но имајте во предвид дека сигурно не се работи за мал број на земјоделци сточари и за мала сума на субвенции кои што навистина луѓето си ги заслужиле. Проверете, ако имате некој добар линк со министерот, замолете го, нека се реши работата. Ќе продолжам со земјоделието. Далеку од одлична е работата. Зелената нафта стана црна нафта. Катран црна. Од 37 денари 69. Пред очи да не ти се гледа кога ќе одиш во овие пелагониски села да туриш нафта во тракторот, во комбајнот или кај да е. Треба зад тебе да си носиш вработен во која и да е комерцијална банка и како танкер да биде зад тебе само да те субвенционира со пари за да можеш да си туриш нафта еднаш да пожнееш или да ископаш. Зголемени даноци, зголемена акциза. Колку е добра ситуацијата во земјоделието, а дај Боже да е добра да сте вие во право, гледате во ресен. За жал, гледате во Кочани. За жал, гледате во Росоман, гледате во Струмица. Ние ќе бидеме најсреќни ако некоја година земјоделска е добра и ако вие ги исполните ветувањата. Ако видиме тепачка пред откупните пунктови, каде што со авион слетан во Охрид, а донесени откупувачи во Росоман, се тепаат кој побрзо да ги купи праските. Така им ветувавте. На митингот во Ресен, Заев рече, бидете рајат, уживајте, вие само садете. А за откуп не берете гајле. Че дојде откупувачи од цел свет и ќе се тепаат да го откупат. Истото му го рече и во Ресен. Јаболкава ви се супер, најубај во светов. Вие само произведувајте и ќе дојдат откупувачи од цел свет да се тепаат да ви ги купат јаболката. И што се случило? Дошол некој со 100 евра и купил 15 тони јаболки. И се чуди сега дали ова возможно во Македонија. До толку е ценава висока. 0,5 денари за килограм јаболка. А беше 10-12 денари. Толку е добра работата во земјоделието. Толку е добра работата и во Кочани. И во Струмица. Прекрасна е работата во земјоделието. Сега да има анкета, исто како анкетата за градоначалникот на Штип, на Скопје, 91% од испитаниците ќе бидат незадоволни. Ве убедувам во ова. Дај Боже, јас да грешам, мојот имењак и колега Диме да е во право. Дај Боже, 0,5 денари да е одлична цена за откупувачите и за производителите. Еве, не знам појче. Транспорт и врски. Ќе одам така како што одевте и вие. И почнавте да читате. Рехабилитација на тој и тој пат. Рехабилитација. Ама никаде нов пат и инвестиција. Никаде ниту 100 метри од овие ветени 600 километри. Никаде ниту 50 метри од овие ветени 550 километри магистрални. Да не правиме муавет за овие 1000 локални. Вие си терате. Рехабилитација, 5 сантими асфалт и шо патов супер, рехабилитиран, ама си оставаме простор пак година да го рехабилитираме. Таа е девизата. Со анекс пак ќе го рехабилитираме. Нема проблем, нека потпишува министерот, ние ќе печалиме. Тој нека му ја мисли после. За жал. Рековте гасификација. Супер проект што го почна ВМРО ДПМН и добро е што Социјалдемократскиот сојуз го продолжи. Тоа е вистина добро. Ама јас имам една среќа што потекнувам од Прилеп и моите сограѓани се визионери и многу се понапред со гасификација. И повторно ќе потврдам, колега Диме,
Ние сме лидери во гасификација во Македонија, затоа што иако потврди градоначалникот дека гасот ќе дојде по 7 години, ние сме спремни и го чекаме. Имаме предпријатија, имаме директори, имаме вработени вентили, штрафови, се имаме, уште гасов да дојде. Тука сме визионери. Тука сме супер. Исто како да направиш платформа и да знаеш дека во Свети Николе по 12 години ќе има нафта. И да се спремиш таму. Странци тунте да ги донеси со авиони со 300 чуда и да проба да стаса. Колешке, ве молам не ми се фрлете зборот, Диме прв го спомна. Колегата Диме прв го спомна тунте. А јас го спомнувам со гордост, затоа што тој го пречека со брата Рој. Толку за гасификацијата. Рековме Прилеп е лидер. Има предпријатие, одлично, спремни сме. Здравство, жален податок. И пак ќе речам, сите се виновни, ама некако работава зоврива сега. 2017 година Македонија напуштиле 172 доктори, 2018 158, или вкупно 330 доктори. Лош податок. Може би во наше време за 2 години ја напуштале 100, 150, сега 300. Може би се разочарани бидејќи ги немаат тие 100.000 денари плата. Имаме и во Салава и во сите комисии доктори, кои што сигурно имаат притисок од нивните колеги да прашаат и одговорница да поднесат амандман. Абе луѓе, каде се овие 100.000 денари плата? Ние губиме по 50.000 денари секој месец од лажното ветување. Тоа се многу пари. Има брачни парови, доктори, специјалисти кои што губат 100.000 денари од нереализирано ветување. А имале може би тие други планови? Сакале додат Германија, Франција, Норвешка, да бидат таму доктори и си рекле чекај, иди нов живот, супер ќе биде, Заев ако победи, ние ќе живееме преубаво. МД9 ќе ни го враќа 15%, им плата 100.000 денари. И еве, 2 години поминаја, на 11 декември, 2 години, толку. Единствен реализиран проект, анекс од 200 милиони евра. На патот 9 клучки од Охрид до Кичево. Така се вика патот. Ова е пријателство, другиот е 9 клучки. Рековте одбрана. Одбрана ќе ја памтиме во овие 2 години по грандиозни проекти. Промоција на стасани нови гуми, не знам од која земја, дали по авионски или по копнен пат. Амортизери за камионите во Министерството за одбрана, штрафови, скинати униформи и ненабавени чизми. И министерка што оди на поручек со хеликоптер. Тоа се проектите во одбраната за жал. И 5% покачени плати. И презадоволни се војниците. 10, одлично, супер. Се извинувам, почитувани војници и други старешини во Министерството за одбрана, на вистина 10% Социјалдемократскиот сојуз ви ја покачи платата и тоа е премногу. Одлични се. Се надевам дека сите сте задоволни од реформите и од новите гуми кои што стасаја пред неколку дена. Тоа е проект кој што кога ќе влеземе како 30-та членка во НАТО, ќе биде наш заштитен знак. Промоција на новостасани гуми. И колички. За обележување на фудбалски терен. Образование. Паѓање на лифт е работа која што не дај Боже да му се случи на некој министер или на директор на студентски дом. Значи не дај Боже. Ни од ВМРО, ни од СДС, ни од ДУИ. Сепак е некоја техничка, тоа не е добро за осудување. И се поправа. Може би да има и човечки жртви, не дај Боже, ама се поправа. Ама студентите да немаат храна, да немаат вода, во нивните оброци да најдуваат инсекти и штрафови. Невозможна работа. Невозможна работа. Во 21 век, 2018 година, најголемиот студентски дом во Македонија, Гоце Делчев, 28 дена да нема вода, може би, пак ќе речам, проект од новиот живот. Ама така не му се ветуваше на студентиве. Ве подсетувам и како колеги, и како председателки, и како служби. Имавме многу јака организација, студентски пленум, ако ви такнува. И средношколски пленум имаше. Се бореја, добијаја пратеници, нешто подуништија, бараја студентски права, повисоки стипендии. И што добијаја? За поручек штрафој. Наместо да појде да се тушира, нема вода.
Сала спортска нема. За жал, родителите немаат повисоки плати, дедовците немаат повисоки пензии. И сега биле разочарани. И разочарани се. Сакале да си одат од државата. Сакаат да си одат. Зошто? Затоа што нашите колеги шарени функционери ги излажаја во своите ветувања. Денеска ги нема. И да си знаат и студентите и средношколците. Ние амандман немаат поднесено. Абе, амандман се нема поднесено? Еве, анекс нека поднесат на некој договор, ние ќе го поддржиме. Како што направи овие транспорт и врски за 200 милиони евра анекс, нека направат анекс за изградба на некој студентски дом, ние ќе го поддржиме. Нели е тоа исто и законски? И нека речат, ова и оваа фирма ќе изгради во студентскиот дом Гоце Делчев или во Пелагонија нова сала. И ние ќе го поддржиме, бидејќи тие не убедуваа, оти анексот е нешто оправдано. И така треба. Нема потреба од тендери на 4 очи, 2 очи, може со анекс сето да се заврши. Бидејќи има пријавено многу колеги за реплика, тука ќе завршам со она што го кажав и кратко резиме. Многу е тешко да браниш ништо. Многу е тешко да убедуваш дека е добро во некој сегмент, ако знаеш дека луѓето плачат дома од мака. Ама, таква ни е за жал оваа власт, со која што некој си се гордее, некој ја критикува, рейтингот и паѓа вртоглаво, и уште малце ќе издржат и земјоделците и вработените во министерствата. Ќе им биде убаво само на оние кои што ќе се возат во 48-те нови пасати и во мебелот набавен од МЕПСО по министерствата и по тие државни институции, и на оние превработени за кои што можеби нема да има плата до крајот на годината, ама битно добија решение благодарение на партиските списоци што ги видовме во Општинскиот комитет на кисела вода. Благодарам.